Понеделничко издание на регионалните вести. Подвадена пожарот на регионалната депонија Русино е ставен под контрола и состојбата е стабилизирана. Екипите ќе останат да работат на терен, додека целосно не се отстрани ризикот од нов оган. Гостиварци имаа драматичен викенд, особено во саботата навечер, кога целиот град беше обвиткан во густ чад. Гостивар викендов доживеа еколошка катастрофа откако регионалната депонија Русино беше зафатена од пожар. Огнот брзо се прошири на поголема површина со оглед на високите температури и отпадот кој лесно гори, а состојбата беше најдраматична во саботата навечер. Целиот град беше обвиткан во густ чад и се ширеше неподнослива миризба. Екоактивистите предупредија за огромни штети по животната средина и здравието на луѓето. И вчера вечер Гостивар го преживуваше својот холокауст, огромна еколошка катастрофа и градот беше целиот во чад како да си во Аушвиц. Немавме никакви информации од надлежните, луѓето се информираа по социјалните мрежи, а информациите од пожарната беа дека треба да седиме дома и да ги затвориме прозорите. Борбата за справување со пламените јазици и ставање на огнот под контрола траеше 2 дена. Во гаснење беа вклучени гостиварски комуналец, противпожарните единици на Гостивар и Тетово, како и градежна фирма ангажирана од Дирекцијата за заштита и спасување. Од утрово состојбата е стабилизирана. Екипите продолжуваат и натаму интензивно да работат со покривање на теренот со земја. На некои места се уште се појавува чад и ние остануваме и работиме тука се додека ризикот не се отстрани 100%, рече директорот на комуналец Исак Лазами. Од подрачното оделение на Дирекцијата за заштита и спасување информираа дека фирмата што ја ангажирале на Русино активира 14 градежни машини, камиони и цистерна. Механизацијата најверојатно ќе остане да интервенира на депонијата и во наредните денови. За да се спречат вакви појави и загадување на околината, еколозите нагласуваат дека е неопходно да се преземат итни мерки за уредување на депонијата според пропишаните стандарди. Значи, во Македонија има закон за управување со отпад и неговата основна цел е селектирање, рециклирање и намалување на отпадот. Мора да се преземе, значи прво да се стандардизира депонијата, бидејќи е надвор од сите стандарди. Овие депониски гасови има значи закон за управување со отпад дека треба да се изнесуваат од тука, а не вака да се оставаат слободно во воздухот. Причините за пожарот се уште официјално не се утврдени, но се претпоставува дека од жешкото време дошло до самозапалување на отпад. Испитувањата на Институтот за јавно здравје покажале дека водата во 3 села во општина Теарце, каде имаше над 500 затруени пациенти, е микробиолошки загадена. Забраната за користење на водата се уште важи и истата се препорачува да се користи како техничка. Теарчани се затруле од водата за пиење каде се пронајдени фекалии. Испитувањата на Институтот за јавно здравје покажале дека во 3 села во општина Теарце водата е микробиолошки загадена. Дадени се насоки за решавање на проблемот. Дотогаш ќе важи забраната за користење на водата. По минатонеделниот алерт за појава на ентероколити и на пораѓање кај населението на дел од општина Теарце, тука населено место Теарце, населено место Пршавци и Глоџи за зголемување на бројот на проливи кај населението и повраќање. Земени се мостри за анализа, земени се 5 мостри за анализа и во текот на денешниот ден издадени се резултатите. Резултатите укажуваат на микробиолошко загадување на водата со присуство на термотолерантни колиформни бактерии, што укажува на едно благо фекално загадување на водата. Во координација сме со јавно комунално предпријатие при општина Теарце за надминување на овој проблем, околу подобрено хлорирање на водата, подобрено дезинфицирање на водата и отстранување на проблемите кои што се сомневаме дека се како причина за сето ова, ама тука сега овој период и високите температури се го направија своето и чисто само една корелација меѓу овие наши два момента.
Инаку можем да кажем дека најалармантна состојбата на нашето населено место село Глоџи, таму постои енормно бактериолошко загадување на водата, како мерка на предпазливост, дека останува на сила, тоа е таа вода да се користи како исклучиво како техничка вода, а за пиење да се користи флаширана вода. Исто така и да се обрати повеќе пажња на внимание на личната хигиена, миење раце и миење на храната, заеднички овошји. Од Центарот за јавно здравје беше вонредно испитување на водата проведени ли? Да, постојат периодични анализи, редовни анализи, тие кои што ни се договорени анализи, ова беше по епидемиолошка анкета беше вонредно испитување на самата вода. Во Теарце жителите се снабдуваат со вода од река Бистрица која најпрвин се акумулира во базен. Останатите сел од општината се снабдуваат директно од река. Дел од луѓето кои ги држуваат селските водоводи и претходно тврдеа дека теарчани се затруени од водата поради незаштитените водоводни системи. Базенот е отворен со силат диви животиња. У базенот или у рекава онамо. И ми ја пиеме таа вода. Од Центарот за јавно здравје Тетово вела дека селските водоводи се незаштитени и над 50% од нив се со неисправна вода за пиење. Не се оградени, нема заштитни зони и во нив секој има пристап да влезе. Пречистителни станици и станици за дезинфекција кои ќе бидат добро заштитени и да постојат адекватни хлоринатори, луѓе кои што ќе бидат обучени да управуваат со тие хлоринатори, тогаш ќе биде во најголем дел надминати проблеми од ваква природа. Изминатава недела амбулантите во општина Теарце беа преполни со затруени пациенти. Повеќе од 500 лица се пожалија на болки во стомакот, диареја и повраќање. Високите температури причина за зголемен број пациенти со симптоми на стомачен вирус изминатиот период. Здравствените ординации со зголемен број пациенти со симптоми на стомачен вирус изминатиот период, тие се жалат на повраќање и диареја, кои траат неколку дена. Вирусот најчесто се шири преку контакт со заболено лице или директно преку загадена вода, храна или нечисти раце. Стомачните вируси најчесто се појавуваат кај младата популација. Во овој период има специфичност на сезонските вируси и лошата исхрана на децата. Сезонските вируси се присутни во овие 2 недели, имаме раст на прегледи на деца, од овие негативни фактори. Основните симптоми се со повраќање и пролив и нормално појава на температура, која знае до 48 часа да не се смири, така да овие се главните симптоми од појава на сезонските вируси. Во сезона на стомачни вируси најдобра превентивна мерка е миење на рацете, особено ако сте биле во контакт со веќе заболено лице и јакнење на имунолошкиот систем со здрав и правилен начин на исхрана. Добра рехидрација, држење под сенка на децата, јадење на доволно количини на овојше и зеленчук, така да овие би биле општите препораки за подобра превенција на овој сезонски вирус. Инаку многу топлото време со надпросечни температури на воздухот ќе се задржи до среда. Ќе биде активирано жолто, а за некои региони портокалово ниво на опасност од високи температури и УВ зрачење. Во среда попладне и во четврток ќе има зголемување на облачноста, проследена со локален пороен дожд и грмежи. Од четврток ќе има и намалување на температурата, најпрво во северните делови, а од петок и насекаде во земјава. Раководствата на училиштата во соработка со општина Тетово летниот распуст го искористуваат за подобрување на условите во кои учат учениците. 3 училишта во Тетово со сопствени средства успеваат да направат подобрување на училишната инфраструктура, ги пофали градоначалничката Теута Арифи која ги посети објектите. Сите градежни дејствија и другите работи се изведуваа во текот на летниот распуст и ќе бидат завршени пред почетокот на учебната година. Станува збор за основните училишта Андреа Савески Чичиш, Прпарими на Инфрашери. Денеска сме во основното училиште Кикиш. Сакам да се заблагодарам на директорот на училиштето, не само за приемот денеска, туку и за сработеното. Од тоа што со око може да се види, се направени многу
добри работи, значи се следи концептот што го имаме како општина, интензивна работа во инфраструктурата во текот на летните распусти, така да мислам дека директорката ќе даде повеќе детали во однос на тоа што е сработено, но очигледно дека децата во ова училиште школската година ќе ја започнат во реновирани простори, реновирани санитарни чворови, што мислам дека ќе даде придонес во квалитетот на настава. Основното училиште Андреја Савески Кикиш учесник е на голем број проекти во изминатиот период, така да имавме можност да го добиеме големиот грант на USAID пред една година, чии средства ги искористивме за реновирање на санитарните чворови, за промена на сите врати во училиштата, за реновирање на системот за грејење. Сето тоа бараше секако да искористиме дел од средствата на буџетот на општината. Со овие средства ги реновиравме ходниците, и горниот и долниот ходник, исто така и библиотеката, голем дел на училници се реновирани, како и наставничката канцеларија. Од општина Тетово велат дека одредени работи во текот на распустот се изведуваат во сите 19 основни и средни училишта во општина Тетово. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Ограбена црквата Свети Јован Крстител, лоцирана во местноста Петачко Водиче. 45 од Тетовско Беловиште пријавил дека помеѓу 10 и 11 август засега непознати сторители извршиле кражба во црковниот храм и одзеле околу 3000 денари, откако претходно со друг клуч ја отвориле дрвената влезна врата. Секторот за внатрешни работи Тетово расчисти 2 тешки кражби, исто толку обиди за тешки кражби, една кражба и еден обид за кражба и поднесе кривична пријава против 19-годишникот Теарце. Тој се сомничи дека во периодот од април до јуни оваа година провалил во куќа и верски објект во Тетово, а се обидел да провали во верски објект и во куќа, исто така во Тетово и во Тетовско Теарце. Осомничениот одземал парични средства и банкарска картичка, како и други предмети. Од СВР Тетово информираат и за физичка пресметка на 4 малолетници од гостиварското село Врапчиште, во која еден малолетник завршил во гостиварската болница. Случајот е пријавен вчера вечер околу 22 часот во полициската станица Гостивар, пошто се работи на целосно расчистување на случајот. Во полицискиот билтен на СВР Тетово регистрирани 2 сообраќајни незгоди. Ноќеска околу 1 часот на регионалниот пат Попова Шапка Тетово во село Лисец, патничко моторно возило БМВ со тетовски регистерски таблици управувано од 19-годишникот Лисец излетало од коловозот. Возачот и 5 сопатници во возилото на возраст од 16 до 20 години се пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. На регионалниот пат Тетово Пирок кон локалниот пат за Тетовски Раковец вчера околу 11 часот и 40 минути патничко возило Volkswagen Golf со гостиварски регистерски ознаки, што го управувал 34 годишникот гостиварска Ломница, излетало од коловоз. Возачот и 5 сопатници во возилото на различна возраст се пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Критики до надлежните за расчистување на случајот рекет и 4 барања до нив, како и порака и за политичка одговорност на политичарите. Упати председателот Стево Пендаровски во плодневното обраќање од Вила Водно. Неколку дена од објавите на аудио и видео снимките на порталот на италијанскиот весник Лаверита, шефот на државата го повтори тоа што го кажа за специјалната обвинителка Катица Јанева и по приведувањето на Бојан Јовановски и Зоран Милески. Јас јавно уште на самите почетоци на така наречената афера Рекет го кажав својот став дека сум разочаран од тоа што го слушнав и повикав на брза и темелна истрага. Наместо тоа, надлежните отидоа на годишен одмор, како да се работи за редовна состојба и за рутински предмет, а не е така.
Меѓу 4 точки тој ги наброја: ефективно, брзо и темелно завршување на истрагата. Се обврза дека ќе ги употреби сите овластувања за да ги заштити судиите и обвинителите од притисоци, побара ако има докази да се поднесат обвиненија против сите инволвирани, без разлика дали се на функција или не, а рече и дека покрај кривично-правната инсистира и на политичка одговорност. Во овој контекст е најдобро сите оние чии имиња се споменати, независно дали со основ или намерно само со цел да бидат дискредитирани, само иницијативно да дадат изјави пред надлежниот обвинител со цел да покажат дека пред законот и пред јавноста сме сите исти. Пендаровски, покрај актуелното разочарување од Јанева, рече дека СЈ е опозиционирано внатре во системот на редовното јавно обвинителство, треба да продолжи да ги истражува криминалите на власта, нагласувајќи дека нема правна држава, ако власта ги гони само криминалците на претходната власт, а не и криминалците во своите редови. Регулаторна комисија што туку ги објави новите цени на горивата. Максималните цени на бензините се намалуваат за по 3 денари, додека дизелот поевтинува 2 денари. Согласно методологијата за пресметка на цените на горивата, малопродажните цени се намалуваат во просек за значителни 4,8%. Малопродажните цени на Евросупер БС 95 и Евросупер 98 се намалуваат за по 3 денари и 1 литар 95 октански бензин ќе чини 66,50 денари, додека 1 литар 98 октански бензин ќе чини 68,50 денари. Цената на евродизел горивото се намалува за 2 денари и 1 литар дизел ќе чини 60 денари. Новите цени стапуваат на сила вечерва на полноќ. Времето денес беше сончево и многу топло. Дуваше слаб ветер од источен правец. Температурите се движеа во интервал од 18 до 38 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево и многу топло време со слаб југоисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 19 до 38 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9. Овде е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.